Добар ден, првачиња. Добро дојдовте на овој видео час во нашата училница, каде што ќе другаруваме со буквата Е. Се викам Тодорка Каровска. Наставничка сум во прво оделение во Основното општинско училиште Страшо Пинчур. Сега ќе имаме час по македонски јазик. Наставна содржина препознаја буквата Е. Драги првачиња, на овој видео час ќе треба да научите да ја препознавате и именувате големата печатна буква Е од македонското кирилично писмо и да ги научите елементите од кои таа е напишана. За да ви биде полесно, ќе ви раскажам една приказна подадена слика. Потоа, ќе ви ја истакнам буквата Е како знак на гласот Е и неговите елементи. Ќе видиме на што личи буквата Е, како може да се направи буквата Е и од што може да се направи. И за крај ќе ви дадам две задачи, кои што мислам дека се многу лесни. Во првата ќе треба да ја пронајдите Е во зборовите од стихотворбата која ја измислив за вас, а ја посветив на мојата ќерка Елена. За првачињата, кои што ќе сакат да продолжат да другаруваат со буквата Е, изготвив еден наставен лист во кој што ќе треба да цртате слики што содржат Е според барањата. Приказната се вика Елена во пролет. Тој пролетен ден за Елена беше прекрасен и го подари еднорог. Еднорог е омилен лик на сите деца, затоа што тој прави само добри работи. Го избрка дождот, ги растера облаците и на ливадата огреа сонце. За Елена тоа беше прекрасен пролетен ден. Стоеше пред реката на зелената тревичка и гледаше во зајачето кој сакаше да рипне преку реката и да игра со ежето. А ежето беше се уште сонливо, бидејќи тогаш се разбудило од зимскиот сон. Позад неговите боцки уште поубава гледка, опоен мирис и разни бои на цвеќиња, а позад нив што туку никнале младите црвени печурки. Погледна над нив да види што брмче. Тоа беше вредната пчела. Тоа е највредниот инсект. Леташе низ дрвото од цвет на цвет и собираше полен за да направи сладок мед. Елена шеташе со погледот низ полјаната. Сега ја гледаше верверичката која што скока и се приближува кон кротките елени. А елените, милина да ги гледаш, еден од нив пиеше од бистрата ладна вода на реката. Другиот шеташе по ливадата, а третиот кружеше околу трите стари елки. За елките, првачиња, нема годишно време. Нивните листја секогаш се зелени. Пред Елена и зад Елена летаа пеперутки. Таа посака овој пролетен ден да не заврши никогаш. И јас исто така, а се надевам и вие. Сега, првачиња, ќе ви покажам сликички на кои што се представени ликовите од оваа слика, односно од оваа приказна. На првата сликичка гледаме еднорог. Кажа веќе, еднорог е омилен лик на сите деца. Еднорог започнува со Е. Над самата слика го гледаме зборот еднорог и гледаме дека е во иницијална положба, односно на почеток во зборот. На втората сликичка го гледаме девојчето од приказната. Девојчето се вика Елена. Тоа го гледаме лево од сликата каде што е напишан зборот Елена. Во зборот Елена два пати ја има Е на почеток и во средина. На третата сликичка го гледаме ежето. Ежето кое што цела зима спие во зимски сон. На самата сликичка е напишан зборот еже. Зборот еже два пати ја содржи Е на почеток и на крај. На следната сликичка ги гледаме шарените цвеќиња, разнобојните цвеќиња кои ја разубавуваат пролетта или вадата.
На самата слика го гледаме спорот цвеќе. Е во овој спор го има два пати, во средина и на крај. На оваа слика го гледаме ликот на пчелката. Над самата слика од вредната пчелка го читаме спорот пчела. Во спорот пчела ја има еднаш и тоа во средина. За мене право да ви кажам, најубав инсект е пеперутката. На оваа слика гледаме пеперутка. Над самата слика е напишан спорот пеперутка. Во спорот пеперутка се содржи два пати. Ја нема на почеток, ја нема на крај, ама некаден во средина ја има два пати. И еве ги пред нас трите зелени елки. Над нив е спорот елки. Ја има еднаш и тоа на почеток. Значи спорот елка почнува со е. На крај го гледаме еленот. Еленот е кротко животно. Животно кое што символизира мирност, тивкост, убавина. Над сликата од еленот го читаме спорот елен. Во спорот елен ја има два пати, на почеток и во средина. Ливадата беше послана со зелена трева. Тревата е символ на нешто ново, на нешто топло, на нешто росно и сочно. Над самата трева го читаме спорот трева. И тука ја има не е на почеток, не е на крај, туку во средина на зборот. Драги првачиња, кога јас изговарам, а вие слушате, јас го изговарав гласот а вие го слушавте гласот Ама кога јас го читав, тоа беше знакот на гласот Знакот на гласот е буквата Значи, секој глас има свој знак и гласот има свој знак, а тоа е буквата Буквата служи да читаме и да пишуваме. Сега ќе ја видите како изгледа буквата кои се нејзините елементи и насоки на пишување. Буквата има 4 елементи или 4 прави линии. Првата и најголема линија се пишува вертикално, од горе кон доле, во фиксираниот простор на редот во тетратката за почетно пишување на првачињата. Трите прави линии се со иста големина се пишуваат од лево кон десно, почнувајќи од горната, па средната и долната линија. Ако правилно ги напишеме, ќе ја добиеме буквата која што вие на мониторот можете да ја видите со црвена боја. Веднаш под елементите, два пати ја гледаме буквата Од левата страна е погрешно напишана, а од десната страна е правилно напишана. Под буквата гледаме дел од тетратката на првачињата за почетно пишување. Тука има демонстрирано како се пишуваат елементите на и буквата Јас верувам дека вредните рачења на малите првачиња по завршување на видеочасот во своите тетратки со помош на своите родители ќе пробат да ги напишаат елементите на буквата и големата печатна буква На што личи буквата Мене право да ви кажам, буквата ми личи на гребло. На она мало детско гребло кој што децата играат во песок, во дворот или на плажа. Буквата уште ми личи на шнола. На онаа шнола каде што женските ја ставаме на косата за да ни биде уредна и да биде украс на нашата коса. Буквата ми личи и на буквата Ш, само кога е падната на лево. Буквата ми личи и на малетко вилјувче со кое што јадат малите бебиња за да не се повредат. На тоа ми личи мене буквата а вашите креативни и љубопитни главчиња може да разгледаат во вашиот дом по фиоките, од прозорците, од терасите и да видите на што уште ви личи буквата Како може да ја направиме буквата
Буквата Е може да ја направиме од многу предмети кои што ги имаме во нашиот дом, ама кои што се безопасни за вас, дечиња. Јас играв денес. Играв најмногу со хартија, затоа што ја има во мојата фиока. Прво земав виолетова светкава хартија и со модлето за правење на цветчиња направив цветчиња. Потоа цветчињата ги редев во насоката за пишување на буквата Е. И така ја формирав буквата Е. Цветчиња затоа што во зборот цвет ја има буквата Е во средина. Земав зелен лист хартија и ножичиња и секов ливчиња. Ги превиткував како мали оригами, а потоа и од нив ја формирав буквата Е. Зелени листенца, затоа што во зборот зелени ја има буквата Е и во листенца ја има буквата Е. Имав 2 листа розова хартија, потемна и посветла. Имав и модле за правење пеперутки. Изработив пеперутки, а потоа ги редев во истата насока како што се пишуваат елементите на буквата Е и ја формирав буквата Е. Во фиоката најдов хартиени елкички, останати некаден од Нова година, но елките ги има во сите 4 годишни времиња. Ги има и во пролет, а и во зборот елки ја има буквата Е. Елка почнува со буквата Е. Затоа од елкичките ја формирав буквата Е. И не застанав тука. Од бисерчињата од мојот искинат гердан и од нив ја формирав буквата Е. Сето ова го правев од срце. Затоа со модлето срце на мојот пластелин формирав срциња и нив ги наредив во истата насока како што се пишува буквата Е. Ете, дечиња, доколку имав повеќе време, сигурно ќе барав и други предмети од кои што можев да ја формирам. Продолжете сега вие. Сигурно играта ќе ви биде интересна. Најдете нешто во домот што е безбедно за вас. Може да бидат капачиња од пластични шишиња. Може да бидат ситни каменчиња. Може да бидат графчиња, оревчиња, летичка и од нив формирајте буквата Е. Откако ќе биде готова, замолете ги вашите родители да ја фотографираат и да ја пратат на групата на вашето оделение. Се надевам дека лесно ви беше да ја научиме буквата Е, да ја препознаваме, да ги научиме нејзините елементи и насока за пишување. За крај за вас подготвив 2 задачи. Напишав една стихотворба во која што треба да ја заокружите буквата Е со зелена боичка. Елена. Елена сака многу да шета. Елена сака со авионче да лета. Лете јаде сладолет, во есен грозје бело, зиме месе тесто, а во пролете на Тиквешко езеро. Земете зелена боичка, заокружите ја буквата Е во секој збор од оваа стихотворба. За првачињата, кои што сака да продолжат да другаруваат со буквата Е, изработив еден наставен лист. Техниката е цвеста на приказната. Има 5 празни кругчиња, 5 празни полиња во кои што вие ќе треба да цртате. Ќе се движите во насока на часовникот. Ако почнете од првото кругче, вашата задача е прваче, нацртај ја буквата Е. Во второто кругче, прваче, нацртај животно што ја содржи буквата Е 2 пати. Ако не се досетите, вратете се назад на сликата од приказната, гледајте ги животните и ќе видите кои животни имаат 2 пати буквата Е. Во третото поле, нацртај нешто што те радува на буквата Е. Во четвртото поле, нацртај животно каде буквата Е на почеток на зборот. И во последното поле, нацртај нешто што сакаш да јадиш, а почнува на Е. Првачиња мој. Тука завршува нашата Е училница. Довидување.